Во илјадици евра се проценуваат штетите на струмичките земјоделци, чии посеви минатата седмица беа погодени од силно невреме со дожд и град. Покрај пропаднатите реколти, особено тие на отворено, најголеми загуби бележат во уништените пластеници. Велат штетите тешко ќе се надоместат. Сите најломи се катастрофа, издупчени. 5-6 илјади најмалку штети имаме од најлом. Ту се отворено зелка што имаме тие. 2-3 илјади евра и тие. Това и нема што. Многу големи пари, не имам 80 фоли, сите не се сокапани. Имаме 20 зелки на отворено, сите не се сокапани. Всичко. И ова е голема штета за вас? Ептем. Најголем, не само не цело село. Кажем сега најде околу 30 динара. Јас таму ќе наберам најде околу 15 тона. 15 тона по 36 илјади евра. Плюс това. А фолиите? Фолиите не говорам, това си башка. Халата ми цело до милиона најдом, мислам. Земјоделците почнале да ги пријавуваат штетите во општината и се надеваат дека наскоро ќе излезе комисија за проценка. Според нив, секоја помош ќе е добре дојдена. Народот гледате што е. Денеска сите мерат најломи на барачите. Значи нема и од това, ако заврне дошт, па матрике, хлеба, вода и ништо. А дали ќе има нешто помош, нема појма, не знам. Као удари, лом стана всичко. До сега такво нешто не е било. Најломо, тавано што дупло најломо, натра преку него, од гора преку дупло најлом, френката уштетена, доле подземната има и френка. Од општина Василево, каде што имаше најмногу штети, информираат дека е формирана комисијата за проценка на штети, а погодените земјоделци барања за проценка може да поднесуваат до 20 мај. Невремето траеше само 20 на минути, но во тој период се уништени стотици хектари земјоделски посеви, зеленчук, пластеници и лозие. Најмногу настрадаа нивите во селата Пиперево, Сарај, Адел и Василево и Хамзали.